Кога ја планиравме оваа репортажа за кампот Кастело, сметавме дека ќе биде прилично неблагодарна работа, затоа што доаѓаме од Арменистис и ќе треба да ги споредуваме тие два кампа. Меѓутоа се покажа дека кампот Кастело не претендира да биде Арменистис, повеќе претендира да биде тип на камп, како што е кампот Актионеру, односно камп кој што е во класата на глампинг, односно луксузно кампирање, но за тоа нешто подоцна. Ајде сега да ви покажеме со што се располага овој камп и како си поминуваме сега за сега. Ако се спореди со другите кампови на вториот крак, како што се Арменистис и Талата, може да кажеме дека станува збор за мал камп. Овој камп има некаде 50 до 70 од оно што можевме да го видиме, мали кукички, приколички и како што кажавме, иако има различни типови на сместување, од овие mobile homes, luxury mobile homes, стандардни приколици, приколици со малку по добри услови за кампување, генерално нема шатори и може да се каже дека овој камп е наменет баш за оној глампинг тип на кампување. Оно што може да го приметите веднаш е дека сите овие кукички се буквално исто уредени, со исти бои, иста висина, исти уредување, што значи дека се водело многу сметка како сето тоа ќе изгледа визуелно и да придонесе за целата убавина на овој камп. Хортикултурното уредување исто така многу средено и стегнато, со што се добива една убава слика на навистина многу уреден камп и тоа е онаа тенденција што зборуваме, да не биде оној интересен, позитивен хаос како во Арменистис, каде што може буквално све да сретнете, туку да биде нешто што е доста унифицирано, складно и сето тоа да се врти околу едно гастрономско искуство и затоа во центарот на овој камп, односно према самата плажа, може да најдете ресторан во кој што има навистина добро сериозно мени, подготвено од познат шеф, така што затоа рековме дека целото ова искуство некако повеќе ни наликува на Актионеру, кој што е еден навистина луксузен камп. Сега дали е на исто ниво, не може се уште да кажеме дека е на исто ниво, меѓутоа дека претендира да натаму, дефинитивно претендира. Сега по однос на сместувањето, значи, како што споменавме, доминираат овие mobile homes, мобилни кукички, нели во вид на бунгалови направени од импровизирани контейнери, стандардна некоја димензија, 3 метра на 7-8 и слично како во Арменисти, значи дневна соба, спална, помала собичка со 2 кревета и купатило, имаат исто така голем трем, на него масички, столови, и најчесто скоро сите имаат вентилатори големи, затоа што како што може да видите, сенките овдека не се толку големи во самиот камп, така што под тремот ви треба еден вентилатор за да може малку да ве разлади во оној најжежок период во текот на денот. Наместо трева имаат оваква вештачка подлога, меѓутоа таа е доста комотна, доста практична и малку по уредно делува сето тоа, иако не е можеби толку како природната трева, ама брка прилично доста работа. Она што ние го избравме тука за сместување е приколица, која што исто така има еден убав голем трем, има мала кујничка, меѓутоа нема санитарен чвор, односно нема купатело и нема вода надвор во таа мала кујничка што ја има за да може да миете садови, така што тоа го правите во оние заеднички санитарни чворови. Внатре е прилично добро суреден, има 2 поединечни кревети, еден голем кревет, телевизор, прилично солидна изолација, комарници, се што ви треба, така што престојот во нејзе е прилично комотен и избравме затоа што имаше супер промоција за периодот во кој што сакавме да дојдеме и ја земавме за 3 дена за 120 евра. Инаку стандардна цена е околу 60 евра во предсезона, а за некој ден веќе ги качуваат цените на
75 евра. Еве сме и на плажата. Добрата работа кај плажата е што во принцип доста е долг овој плиткиот дел, што значи дека е идеално за деца. Имате баш онака сигурно 50 на метра, можеби повеќе, каде што водата е плитка и тука можат децата без никаков проблем да си играат без да се плашите дека тоа е предлабоко за нив. Тоа е добрата работа. Она што е малку различно оваа година, на тоа ни укажа луѓето кои што кампуваат тука подолги години, е дека во минатото всушност плажата која што користеле камперите била оваа овдека, која што сега се работи комерцијално, односно поставени се чадори и таму можете да пристапите само ако нели конзумирате нешто на самиот тој дел од плажата, додека за камперите е останат овој дел од плажата, каде што претходно имало дрва некакви кои што биле исечени и сега тој дел е малку помал и можеби не е толку добар како делот кој што претходно го имале на располагање, што значи дека ајде да кажеме еден мал минус за кампот е што го намалиле делот од плажа за камперите и си направиле дел кој што комерцијално си го користат за гости од надвор, што е исто така е слично во Актионеру кампот, меѓутоа таму делот за кампери е одвоен, но многу добро уреден, со посебни лежалки, со пешкери кои што ги даваат за на плажа, прилично разделени комотни лежалки, така што се надеваме дека тенденцијата на овој камп ќе оди натаму и дека овој дел кој што е за камперите ќе биде малку подобро уреден отколку што е сега и нема да бидат запоставени по однос на оние гости кои што доаѓаат од надвор. Сега имате опција секогаш да одите малку подесно од оваа страна на плажата и тука има едно исто така мало заливче каде што има само неколку приватни куќи и таму е исто така одлично за пливање, затоа што песок е целата плажа, многу е добра, исто така е плитка за деца. А уште малку подолу ако отидете позади оној залив овдека, тука веќе ви се наоѓа една од најдобрите плажи на вториот крак, тоа е Лагомандра, буквално 5 минути возење, фантастична плажа со огромни сенки, зимзелени дрва кои што се прават огромни сенки и таму може многу убаво да си поминете на плажа. Сега уште една работа која што може би е битна, иако плажата е малку заливеста, не е толку длабок залив да кажам, и е малку ориентирана према отворено море повеќе, така што многу често во попладневните делови од денот има доста ветер, што го прави седењето за нијанса понепријатно, но знае да се смири некаде после 7 сат. А добрата работа е што за разлика од другата страна на вториот крак, значи таа што гледа према исток, оваа страна гледа према запад, што значи дека заради сонцето е многу добро и бидејќи нема некоја голема планина пред нас, можете да живеете на плажа па речиси до 9 сат по грчко време, што значи дека бидете сигурно саат и пол повеќе него што ви добеле во арменистици на друго место, така што тоа е еден голем плюс однос на плажата овде. Така, самите санитарни чворови се доста добро средени, чисти и уредни, никаков проблем нема при нивно користење. Дополнително имате посебни простори со машини за перење, имате заедничка кујна кај што има малку поголеми фрижидери ако ви недостасува простор во вашиот фрижидер, има скари кои што може ги користите, така што буквално се што ви треба за да функционирате има, е прилично чисто, прилично достапно, освен машините за кои што не би треба PHP да знаеш за да ги пуштиш, малце комплицирани како во секој камп, но се на се сите услови за одлично кампување овдека ги имате. The summer came for us and showed us what we lost. Инаку една од главните грижи ни беше, поради тоа што нема дебели сенки, овие дрва се ниски, да не биде премногу жешко во оние најтопли делови од денот, но под тремот беше прилично добро, сенката баш е добра и дебела, добро држи, нема никаква спарина, ветерче цело време се дувка природно во кампот.
но и ако уклучите овој голем вентилатор, се создава баш една пријатна атмосфера, така што со тоа немате проблем, барем во јуни, иако навистина беше топло овие неколку дена. Инаку, со дел од кампот оперира и онаа позната групација која што нуди различни камповски сместувања во различни држави, а тоа е Happy Camp. Едни пријатели кои што ги сретнавме тука се сместени баш во еден бунгалов кој што е обслужуван од нив и цената која што плаќаат е малку пониска, така што не е лошо можеби ако сакате да доаѓате во овој камп да проверите прво цени преку Happy Camp, па потоа регуларните, затоа што тие би требало да се поевтини, со тоа што во тие сместувања мислам дека не следуваат оние стандардни услуги на чистење, па се доплаќа нешто плюс за пешкир и постелнина веројатно, но тоа треба да проверите. Исто така, ама во секој случај можеби ќе добиете поевтина цена ако идете со таа варијанта. По однос на структурата на луѓето кои што се во кампот, како и во другите кампови, тука доминираат луѓе со мали деца, така што ако сте со мали деца, мислам дека тука ќе ви биде супер, затоа што има добри улички на кои што нема сообраќај и цело време дечиња возат со точаци, со тротинети, така што сигурно ќе си најдат друштво и ќе може слободно ги пуштите да се шетат низ кампот. Како некаков генерален заклучок можеме да кажеме дека станува збор за уште еден навистина добар и добро уреден камп на вториот крак. Самото тоа што сте на вториот крак дава посебен шмек, затоа што природата поинаква, морето е поинакво, навистина доста подобро од најголем дел од плажите и природата на првиот крак. Самиот камп мислам дека би бил идеален за оние кои што сакаат малку повеќе комфор во кампувањето, значи да имате собствен тоалет, малку поголемо, поудобно сместување, подобри кревети и слично, а при тоа да сте спремни да одвоите малку повеќе средства за тоа отколку што би одвоиле за стандардно кампување. Така што доколку можете си дозволите и доколку сакате малку повеќе комоција, овој е навистина добар камп. Плажата ви е добра за деца, доста плитко, во околина многу други добри плажи, на се што е поврзано со уредување, чистота, хигиена е навистина на вистинско ниво, така што ете уште еден камп на вториот крак кој што ви го представивме, кој што се надеваме ќе го имате предвид кога ќе се решавате дали дојдете на кампување или не. Ако сте со мали деца, без разлика дали овој или некој друг камп, навистина сметаме дека вреди, затоа што ние имавме многу добро искуство со нашиот 7-месечен век и 8-месечен Олег. Така што размислувајте, но и реагирајте на време, затоа што веќе некаде нова година, па дури во некои кампови пред нова година се отварат резервациите, веќе од ноември почнувајте да барате, чекајте и обидете се најдете нешто, затоа што од година на година цените растат, побројачката е голема и навистина треба да имаш брзи прсти за да можеш да резервираш. Така што во принцип еден голем поздрав од Ситонија, ние убаво поминавме во овие два кампа во Армениси и Кастело, па се надеваме дека ќе ги споделите и вие вашите искуства во коментари, прашања, веројатно доста луѓе ќе ги интересира како да резервираат полесно, побрзо и така натаму, така што ве очекуваме во коментари, а се гледаме наскоро на некоја нова авантура. Поздрав!